Евана падна на суд. Семејство од Штип е прво во државата која од влезот на австријците во бизнисот со дистрибуција на струја во Македонија добило судски спор против компанијата. Станува збор за наводен долг кој Евана со години сукцесивно си го допишувала, надпишувала по можеби првичен основ, да, но на тој основ надградувале други неосновани и недокажани долгови, така што сумата од 2002 година наваму достигнала износ на 162.000 денари. Тоа е нешто невидено по мене, така што може ова да се дължи само на монополистичкиот систем кој го градела со години децении на назад Евана. Судскиот спор се води од мај 2015 година, а до денес семејството и адвокатот минале низ многу бирократски бариери. Истите според нив имаат за цел максимално да ја искомплицираат постапката и да ги обесхрабрат оштетените да победат судски спор против компанијата. Колку за илустрација, наместо во Штип, целиот спор се водел во скопските судови, а за само еден одговор се чекало и по 5 месеци. Точно дека централата на нив седишето им е во Скопје, но користечкиот центар КЕЦ им е во Штип. Броилото кое е предмет на судска постапка е во Штип. Субјектите кои го оспоруваат овој долг се во Штип, собствениците на користничкото броило, инкасаторот е во Штип, сведоците се во Штип, вештачењата се во Штип, вештери се во Штип, така што по начел на економичност на постапката овој предмет требаше да биде во Основниот суд Штип. Зошто испадна така да оди во Скопје? Не навлегувам. Сметките за струја досега биле причина за бројни незадоволства кај корисниците, но малкумина од нив се одлучувале за судска разрешница. И ги охрабрувам граѓаните во иднина да не се плашат и да почнат веќе своите права да ги остваруваат по ова судска постапка, бидејќи мислам дека доста беше ваквата тенденција да неосновани долгови се надпишуваат на сметките на граѓаните, каде што некои од граѓаните не ги прифаќаат добро, здравствено се поболуваат, по однос на тоа што комшиите чекале, читале по сондачињата, овој должи толку, овој должи толку, а станува збор за претежно за неосновани долгови. Инаку, според Законот за облигациони односи, секој долг за јавна давачка застарува за период од 1 година. По истекот на овој рок, никој нема право да им бара пари на граѓаните за наплата на сметка. Секако, ова важи само доколку за долгот корисникот претходно не е тужен.